Тројца непознати истепале вработен во паркингот кај ГТЦ и тој завршил во болница. Момче открива паланка со хебла удрило со граѓанин, а поводот била расправија околу паркирање. Најди ми место или ке те тепам. Ваква закана добил вработен во паркингот пред Тетовскиот универзитет. Полицајка од Куманово и удрила бокс на својата колешка поради паркинг. Повозрасен маж од населбата Ѓорче Петров со секира го бркал соседот бидејќи со автомобилот му го зел местото. Сите инциденти се случиле последнава година, а поводот секаде е паркирањето. Два автомобила, а само едно место беше поводот и за еден од најцрните настани во 2012 година, кога припадник на МВР застрела две момчиња од Гостивар. Причините за трагедијата лежат длабоко во етничката нетрпеливост, но поводот повторно беше парче асфалт. Ова се само екстремните случаи кои влегле во полициските бележници и покажуваат дека македонскиот граѓанин би убил за паркинг место. Проблемот посебно е нагласен во главниот град. Паркингот е еден од најгорливите проблеми на жителите на Скопје, особено оние што живеат во централното градско подрачје, а тоа го знаат и локалните власти, бидејќи во првичната студија која што има изанализирано околу паркингот, имаше една констатација која што ми остана при истражувањето во глава, во централното градско подрачје, колите се паркираат каде сакаат и каде ќе стигнат. Градските власти со помош на државата последниве децении го решаваат проблемот во метрополот. Ударнички се работи, додека амбициозни се и плановите за воиднина. Во 2010 година владата аминуваше увоз на половни автомобили постари од 10 години. Идејата беше да се обнови возниот парк и нејзин промотор беше директно премиерот со тезата дека автомобилите од улиците се далеку постари. Експлодираше увозот на половни автомобили. Официјалните податоци кажуваат дека ако во 2009-та влегле близу 3000 користени возила, за нецела 2010-та тој број скокнал на неверојатни 45.000. Вкупниот број на возила е зголемен за 4 пати, а кај половните дури за 15 пати. Нето ефектите во буџетот на Република Македонија изнесуваат 11 милиони евра. Пред да се спушти рампата за увоз, на улиците и на автоплацовите во цела Македонија веќе имаше дополнителни 160.000 автомобили. Очекувано, најголем дел од подновениот возен парк остана во Скопје и бројот на регистрирани автомобили вртоглаво рипна уште истата година. Според податоците на полицијата, ако во 2009 по коловозите на главниот град се тркалаа 113.000 автомобили, веќе наредната година булеварите пречекаат дури 160.000 возила. Во следниот период оваа цифра се намали, но скопјани денес користат над 30.000 автомобили повеќе токму поради увозот, а за владеачката партија тоа е голем успех. Со донесувањето на законот за увоз на возила стари до 7 години, станавме воопште во Европа една депонија во кој што се собират од цела Европа старите возила кои што не ги задоволуваат критериумите на високо развиените земји. Проблемот станува се поголем, посебно заради фактот што и бројот на возилата се зголемува, и тоа драстично со одлуката на владата да дозволи увоз на половни автомобили. Овие згради што се овде, кога се изградени, било предвидено 0,4 возила по еден стан. А сега стандардот вели 1,2 паркинг простори по еден стан, а ако станот е над 90 квадрата, значи треба 1,5 паркинг простори. Што значи, ние треба за 3 пати да ги зголемиме паркинг местата, за да можеме да ги обезбедиме стандардите што ги бара законот. Локалните избори се вистинскиот тајминг да се потсетиме што властите сториле околу постоечкиот проблем кој се усложни со приливот на возила во Скопје. Градоначалникот Коце Трајановски даде отчет дека во својот мандат го зголемил паркинг просторот за близу 500 места и за тоа потрошил 600.000 евра. Нови паркинг места има кај Зоолошката градина, веднаш зад Македонската радиотелевизија и под новата железничка станица. Уште толку места за паркирање обезбеди општина Центар со монтажната гаража Карши Трговски од Беверли Хилс, а за овој проект одвоени се 2,6 милиони евра. Во меѓувреме, централната власт обезбеди приватни инвеститори да вложат во паркинзи и во дополнителни места во Вероцентарот, катната гаража на Макоил, онаа кај универзалната сала и во новиот Сити Мол. Во тек се поамбициозни проекти за решавање на главната шоферска мака.
Јавното стамбено предпријатие гради 2 катни гаражи, а во подготовка е трета. Нови спратови за автомобили ќе има зад ГТЦ, веднаш до Меморијалниот центар на жртвите од Холокаустот и близу кејот до Мепсо. Последнава катна гаража ќе биде ултрамодерна. Ќе го однесете возилото до влезот и електрониката ќе преземе се. Градот Скопје е ангажиран на 2 локации и прави катни гаражи кај полициската станица Беко и на местото каде до неодамна беше Цветниот пазар. Со вакви зданија не заостанува ниту општина Центар, која може да се пофали со готова барокна гаража кај судовите и со дополнителен проект за катна гаража спроти зградата на поранешна Нова Македонија. Целата инвестиција во гаражите вреди приближно 55 милиони евра, пари на даночните обврзници. Добар дел од сумата ќе биде покриена со кредити, а само градот Скопје за своите гаражи позајми 8,5 милиони евра. Сите објекти треба да финишираат оваа или кон крајот на идната година. И со тоа ќе се обезбедат дополнителни 2500 паркинг места, како што и запиша ВМРО ДПМН во својата предизборна програма пред 2 години. Кога парите што државата ќе ги вложи во катните гаражи ќе се поделат со бројот на нови паркинг места во нив, се добива од едно паркинг место чини околу 22.000 евра. А кога градоначалникот на општина Центар, Владимир Тодоровиќ, како приватник ја градел Зебра, цената на едно паркинг место била далеку пониска, дури за 3 пати. Видете, инвестицијата за 300 паркирни места чинат негде околу 2 милиона и 100 евра. Околу 7.000 евра. Што ги јас никогаш нема да ги извадам тие. И таа ми е пара, условно кажена, не фрлена, но нерационално потрошена. Катните гаражи се неекономски сплатливи. И ниеден инвеститор нема да потроши 3 милиона евра за да никогаш не ги извади. Затоа се продаваат земјишта за катни гаражи доста поевтино. Според она што беше објавено во медиумите, далеку поевтина од државните катни гаражи е и онаа на Макојо, каде за изградба на едно паркинг место биле потребни 12.000 евра. Проценките на министерот за транспорт и врски Милејана Киески се дека во овој период со вложување од власти и од приватниците Скопје ќе добие дури 5.000 нови паркинг места. Кога велиме паркинг, тоа значи би требало да биде сиров бетон, уставно прилагоден према едни нормални устови, без никакви фасади, фасада обична која што би можела да биде, али да биде функционален, значи ефтин во инвестиција и ефтин во експлоатација. Овдека малце се помене, малце се пореметија некои работи во поглед изградбите. Па еве, вие правите гаража, катна гаража во барок стил. Катната гаража има само една функција, да ги збрине возилата од улица и ништо повеќе. Нема да идам јас во катната гаража, да идам да уживам и да уживам во барокот. Тоа се смешни работи. Кои се резултатите од она што како катни гаражи досега е направено? Најгласни беа реакциите дека објектите од гаражи се пренаменуваат во комерцијални објекти со голем паркинг простор. Со оглед дека услугата што ја нудат е скапа, граѓаните претежно ги користат само во случај кога ги посетуваат супермаркетите поместени под спратовите со паркинзи. Концепцијата со градење на голем број катни гаражи е за поздравување. Меѓутоа, искуството мене ме плаши. Досега во Скопје јас знам дека 2 или 3 катни гаражи се ставени во функција, тие не функционираат како катни гаражи. А тие функционираат како деловен простор. Например, Зебра. Во Зебра граѓаните не можат да паркираат тамо, евентуално паркира некој кој оди во супермаркетот на Тинек, за други простор нема. Другото е зафатено како деловен објект. Собственикот на катната гаража Зебра и градоначалник на општина Центар Владимир Тодоровиќ вели дека објектот никогаш не бил пренаменет и му пречи што новинарите ја прифатиле како точна оваа теза на опозицијата. Опозицијата, тогаш кога се кандидирав, успеа во јавноста да наметни, за вас нема дилема дека таа од катна гаража е претворена по прашањето кое ми го поставивте. Таа никогаш во проектите, пред да ја купам ја земјиштето, не била катна гаража. Таа на оглас, на јавен оглас, тоа земјиште е дадено како деловно комерцијален објект со катна гаража. Сега каде е пренамената тука? Архитектот Мирослав Грчев вели дека катните гаражи се вистински начин да се реши проблемот со паркинг просторот во главниот град. Но според него, она што досега е направено е далеку од светската пракса.
Ке видите како ќе препознаете вие целокупна криминална катна гаража однапред направена. По тоа што влезот за автомобили што треба да биде најважна функција и најдобро сигнализиран е секогаш некаде на невидливо место. Потоа самата комуникација и внатре рампите, совладувањето на висините на катната гаража кои што се суштински вертикални комуникации, суштински проблем кој мора да биде раскошно решен за да таа функционира. Кажано, кола не може да се движи. Да, тамо тие се неупотребливи. Висината на катната гаража, која што е според законот би требало да биде 2,40, затоа што за оставање на возила не е потребна висина како за живење или како за деловен простор, вие ќе видите висините се по 3,40, колку што се за деловни простори. Меѓу катните. Затоа што сите се, уствари, криминални дела, кои што извесен број на период, додека, како вика пословица, додека не се сетат власите, седат како празни, како еве изградивме катна гаража, како што потпишавме договори, како што купивме бесплатна земја, централоградска, но после извесен број на години таа не се исплати, нема економска ваква и се бара пренамена која што истата банда во општината, во министерството и од страна на инвеститорите, истата банда го делат профитот за бесплатно изграден катен деловен простор на место на катна гаража во центар на град, купен за без пари и со највисок степен на профит. Градоначалникот на Центар, Владимир Тодоровиќ, убедува дека катната гаража што ја направила неговата општина не влегува во овој опис. Ние како општина, каде што општината е инвеститор, изградивме сега една катна гаража во близина до Македонската радиотелевизија, кај комплекс од судови. Поканувам ќе видите како тоа е изведено, како што беше изведено и во Зебра, дека никогаш не може она што е наменето за паркирање и изградено да се претвори во деловен простор. Значи, така висините се направени, така е тоа само за катна гаража. Финалето со катните гаражи ќе го причекаме, но новите автомобили и старите маки со паркингот се тука. Еден од начините да се реши проблемот дефинитивно е зонското паркирање, кој како проект стартуваше во мандатот на Трифун Костовски, а се постави во последниве 4 години. Се преземаа искуства од Ниш, Белград и од Загреб, а денот на имплементацијата 24 август 2009 стои гордо на сајтот на јавното претпријатие за паркинг како важен датум за историјата. Зонското паркирање и различните други видови на паркирање кои што последниве години, особено во Скопје, се развиваат како шумски пожар по центарот на градот, па веќе и по широките градски четврти, е стална, стара тактика на градските управи да го артикулира сообраќајот. Скопје се подели во 3 зони: А или црвена, Б или жолта, С или зелена, додека потоа се прошири на белата зона Д, која што беше замислена за поодалечените општини од центарот како Кисела вода, Чаир, Карпош и аеродром. Денес зонско имаме само во центарот на градот и од двете страни на булеварот Јане Сандански. Очекувањата на властите беа големи. Предвидуваа зонирањето да ја подобри животната средина, да понуди организирано паркирање, безбедноста требаше да се подигне, а брзата помош и пожарникарите лесно да поминуваат при итните случаи. Имавме анкета на жителите во Дебармало и Боњаковец, каде што тие се задоволни од воведувањето и на зонско и сега и од страна на градски паркинг, значи од страна на градот, меѓутоа и од страна на општина Центар сега ова улично паркирање. Нормално е дека се задоволни, бидејќи тие по повластени услови може да се паркираат близко до своите домови и затоа за нив е ставно тоа никаков начин почеток за решавање. Меѓутоа сепак има големи недостатоци на начинот на кој што се имплементира, кој што ние ги увидовме. Урбанистите се согласуваат. Начинот на кој што е воведено зонирањето предизвикува низа проблеми. Паркирањето попречно под прав агол на површини кои што се наменети како пешачки, значи на тротоари, е злостор
кој што е во нормална правна држава и во нормална земја, не во некоја идеална земја, него најнормална злостор кој што се осудува и од јавноста и од законот и сите оние што го замислиле би требало да лежат до затвор. Безбедноста во сообраќајот и протокот на специјалните возила беа приоритети при воведувањето на зонското. Се бележат паркинг места на сами раскрсници, на начин на кој што се намалува безбедноста на сообраќајот. Директно паркинг места каде што градот ги бележал и наплаќа пари, кои што го зголемува непрегледноста на кривините и ја зголемува небезбедноста на сообраќајот и нормално. Инциденцата на случување, на повредувања, значи го загрозуваат животот на граѓаните. Што сакате повеќе? Забрането е косо паркирање на проточни улици. Забрането е сегде во свет. Ние во градската четврт Бунјаковец на неколку места и на повеќе места во градот имаме косо паркирање кое што комплетно го блокира сообраќајот. Дополнително, начинот на кој што функционира зонското паркирање ги дискриминира совесните во однос на оние шофери кои паркираат каде ќе стигнат. Ова го покажало истражувањето на невладината Реактор. Вие на прописно паркирано место, вас ќе ве дигне пајакот, а тој до вас кој што е паркиран не на за плаќање, туку едноставно во зеленило, нема да биде дигнат. Што секој ден се случува. Вие доаѓате во една апсурдна ситуација која што е на штита на граѓаните. Локалните власти мора да сватат дека вие можеби сте заборавиле да титнете СМС и слично. Ако за нешто бурно реагираа граѓаните, тоа беше цената на паркингот. Лани се организираше петиција против зонското која на интернет собра преку 2500 гласови, но сепак заврши неславно. Граѓаните главно бараат цената да не биде повисоко од 20 денари за час. Времето кога јас бев градоначалник за паркинг во централното градско подречје кај телекомуникации или кај македонски пошти, тука паркингот не беше повише од 15-20 денари. Ако еден граѓанин од друга општина сака да посети свој роднина или пријател во општина Аеродром или во општина Центар, ако кај него остане 3 часа, него тоа ќе очини 150 денари. Се можете замислите дека тој со тие средства може да купи 2 литра бензин. Градоначалникот на општина Карпош увидел уште еден проблем. Единствен проблем што ни создава општина Центар, која што со уведувањето на зонското паркирање и недозволување на второ возило во семејство, ако се има да биде по бенефицирана цена, практично ни ги префила возилата од општина Центар во делот кај Министерството за економија и во делот кај Центарот странски јазици во Карпош 1, зашто ние како општина ќе се потрудиме да ги заштитиме нашите граѓани кои што се наоѓаат на тој дел од општината. При крајот на 2012 година и општина Центар воведе свој режим на паркирање кој го нарекува улично. Оваа новина предизвика забуна, бидејќи за разлика од зонското, услугата се плаќа преку посебни машини поставени на улиците, таквите апарати се уште ги има малку. Со стотици метри се оддалечени од некои паркинг места. Кога правевме истражувањето, правевме компаративни анализи за тоа како се решава и ние бевме најизненадени кога го најавија зонирањето и воведувањето во зонско. Меѓутоа, ние во Скопје денеска немаме зонско, бидејќи во една зона, во едно исто дебармало, ние имаме две власти кои што употребуваат различни, де факто различни зони, бидејќи цената е различна. Откако се воведе новиот вид на паркирање, на растојание од 10 метри имаме драстична разлика во цените, во зависност од тоа дали паркингот е во надлежност на градот или на општината. Токму зонското паркирање требаше да биде тема на разговорот со директорот на јавното предпријатие Борче Јакимовски. Тој не се појави пред нашата камера, иако вети дека ќе одговори на нашите прашања. Иако властите успеа да ги прикажат своите паркинг политики во кои се инвестирани десетици милиони евра како крупни потфати, малку се зборува за резултатите од нивниот напор. Дали паркинг проблемот во Скопје е подобрен или влошен? Паркирањето е дефинитивно поскапо, можеби подостапно, но и подеднакво неправедно како и порано. Но настрана од корисничките прашања, која е крупната слика во однос на понудата и побарувачката? Од една страна локалната власт и јавните предпријатија, кои се во рацете на владеачката партија ВМРО ДПМН, вложуваат огромни пари за изградба на катни гаражи, додека нивните сопартици од владата го зголемуваат бројот на возила во Скопје со стари европски. Паѓа во очи и разликата во цената на катните гаражи.
бидејќи кога градат приватници, тие се далеку поевтини отколку во случајот кога инвестира државата. Вистинското решение за сообраќајниот и паркинг хаос е јавниот превоз во смисла на подземна железница или трамвај, инвестиции кои што се преголем залак за главниот град на Македонија. Недостатокот на такви места за паркирање е голем, а се уште овдека во Скопје немаме створена култура за возење на велосипед, за одење пешки, за користење на јавен сообраќај, иако еве гледаме низ градот вртат најнови возила, автобуси. Меѓутоа се уште народот го нема тоа прифатено како еден дел од нормалниот живот. Ваквата промена на свеста може колку толку да ги оттргне возилата подалеку од централното градско подрачје, каде денес граѓаните знаат да кажат дека денот само по паркинг местото се познава.